Добре дојдовте во централното издание на вестите на Шлаканица телевизија додека светот се обидува да реши сериозни проблеми. Нашата редакција цела ноќ пиеше турско кафе и гледаше во таванот за да ви ги донесе најбитните небитности од земјата и светот. Вечерва во студиото имаме ексклузивни информации кои ќе ви го сменат погледот на животот, или барем ќе ве натераат да проверите дали ви е исклучена пеглата. Мода, враќањето на пазарските фармерки, новата висока мода. Дизајнерите во Париз се во паника откако беше откриено дека најновиот тренд за 2026 година се фармерките со лажен златен кај искупени на локален пазар пред 15 години. Шок, моделите на пистата наместо парфеми, сега мирисаат на свежо печени мекици. Изјава: сакавме да го доловиме тој автентичен изглед на не ме прашувај ништо, 3 дена немам спиено, изјавил водечкиот дизајнер на Гучи. Свадбена паника. Невеста го откажала првиот танц бидејќи свекрвата почнала да води оро. Скандал на една локална свадба кога свекрвата, во обид да ја покаже својата доминација, го прекинала романтичниот валцер со извикот: ајде сите на пајдушко. Беше добро додека не го извади свирчето од чантата, изјавил разочараниот младоженец, кој цела вечер поминал криејќи се во тоалетот со кумот. Диети. Научниците потврдија чизкејкот изеден во 3 часот по полноќ има 0 калории. Според најновото и многу сомнително истражување на Институтот за среќен стомак, човечкото тело не ги регистрира калориите ако светлото во кујната е исклучено. Правило: ако никој не те видел како јадеш, тогаш тоа не се ни случило. Реакција: продажбата на торти во маркетите пораснала за 400%, додека фитнес инструкторите масовно поднесуваат оставки. Црна хроника: сосед не кажал добар ден, населбата во состојба на готовност. Жителите на една зграда во аеродром се во шок откако соседот од трети кат само поминал со главата надолу, без да го искоментира времето или цената на струјата. Теории. Бабите од први кат веќе имаат 3 теории. Или е влезен во некоја секта, или е таен агент, или, најверојатно, го прескокнал редовното пиење кафе. Акција. Се повикува Министерството за внатрешни работи да провери дали тој воопшто е наш граѓанин, ако не се жали на ништо. Економија. Човек успеал да влезе во маркет и да излезе само со тоа што му требало. Граѓаните се во неверување откако 34-годишниот Маркоп успеал да влезе во локалниот супермаркет по леб и млеко и навистина излегол само со леб и млеко. Не знам што ми стана, изјавил Марко низ солзи. Поминав покрај чипсот на акција, ги видов промотивните чорапи со мотиви од авокадо, дури и малите чоколадца кај касата, и само продолжив да одам. Се чувствувам како суперхерој. Психолозите велат дека ова е изолиран инцидент и ги советуваат граѓаните да не се обидуваат да го повторат ова дома без стручна помош. Здравје, марулата прогласена за најопасен предмет во фрижидерот. Најновото истражување покажува дека 90% од марулите купени со намера за здрава исхрана завршуваат како биолошко оружје на дното од фиоката во фрижидерот. Симптоми: марулата прво станува тажна, потоа транспарентна, а на крајот развива сопствена интелигенција. Совет: ако марулата почне да ви одговара на поздравот добро утро, веднаш евакуирајте ја кујната. Технологија: бабата на Стефан научи да праќа стикери, семејната група во пламен. Тензијата во фамилиарната група на Вебер достигна критично ниво откако бабата Ленка открила каде се наоѓаат стикерите. Во 8 часот, пратена слика од кафе со надпис е добро утро семејство. Од 8:05 па до 12 часот, пратени 457 стикери со танцувачки зајаци, светкави рози и анимирани бакнежи. Статус: внуците се во мјут режим следните 10 години, а бабата се уште бара како се гаси блицот на телефонот. Спорт: вокален маж собори рекорд во трчање по автобус кој веќе тргнал. Трагикомичен настан се случи утрово на главната раскрсница. Петар 29 трчал неверојатни 200 метри покрај автобусот број 5, јако возачот воспоставил директен контакт со очите и јасно му дал до знаење дека нема намера да застане. Петар го соборил светскиот рекорд во категоријата срамежливо продолжување да одиш право како демек и онака си сакал да трчаш откако автобусот заминал. Времето денес ќе биде како вашето поранешно момче девојка. Нестабилно, со чести промени на расположението и голема шанса да ве изневери кога најмногу ви треба чадор. Ако сме кај времето, дополнително да кажеме: метеоролозите се откажуваат. Од сега прогнозата ќе се базира исклучиво на тоа колку го боли левото колено баба Рада. Ако ја врти, очекувајте торнадо. Ако ја чеша, ќе паѓаат пари или само прашина. Ако не ја боли ништо, крај на светот е близу.